Повелете со прашањето. Повелете. Само причестно во тоа портал. Дали во значи господин Мицковски дека ако референдумот биде консултативен, дека ќе го вотирате? Многу јасно и прецизно кажав и ќе повторам. Ако Зоран Заев се обиде шверцерски да го протне овој така наречен договор или капитулација, како сакате, бирајте вие, во собранието, мора да знае и да биде свесен дека конечно мора да има задолжителен референдум, а не консултативен. Како ќе гласате и дали ќе гласате вие како Христијан Мицковски на тој референдум? Сега имате горе-долу позициите, ги знаете. До претходно немавте информации, но сега се јавно објавени. Јас како Христијан Мицковски на тој референдум ќе гласам против овој така наречен договор. Ако не го прифатите договорот, дали тоа значи дека влегуваме во нова политичка криза? Не, тоа не значи. Ова прашање требаше да му го поставите на претседателот на владата, кој што поради собствената неспособност да ги води преговорите на начин како што треба, односно да издействува достоинствено решение за оваа држава, потпише капитулација, го прифати ултиматумот од нашиот јужен сосед и ги прифати целокупните нивни позиции од почетокот на преговорите. Ако јас имам било каква дилема или вие, слободно отворете и грчките портали и вестници од денеска и во 13 точки ви е опишена детално капитулацијата која што денеска Зоран Заев се обиде на македонската јавност шверцерски да ја протне како некаков епохален успех. Господин Мицковски, господин Заев на пресконференцијата кажа дека не би се ходили на предвремени избори, но исто така додаде дека тие би се согласиле на предвремени избори, па дури и кога тие би биле паралелно со референдумот или со претседателските избори, онака вие кажувате. Дали опозицијата би се согласила на предвремени избори паралелно со референдумот? Ви благодарам на прашањето. Изминативе денови често пати слушав зошто токму со претседателските првиот круг, има зошто и во една емисија објаснив зошто побаравме со претседателските. Но еве да појаснам уште еднашка, да не биде двосмислено сватено. Ајде додиме на избори, ајде најпрвин веднаш од утре да ги направиме условите кои што ги имаше Социјалдемократскиот сојуз, СДСМ, на предвремените парламентарни избори во 2016 година, кога ќе ги завршиме тие измени, веднаш да организираме предвремени парламентарни избори. ВМРО ДПМН е подготвен да излезе на тие избори. Ајде веднаш од утре да го подготвиме амбиентот за ни такви избори. Господин Мицковски, што е тоа достоинствено решение за кој што секогаш се замара? ВМРО ДПМН во многу пати во минатото го кажа својот став, но тој став го кажа во изминатите 25 години многу влади во Република Македонија и преговарачи во процесот. Но секако не е достоинствено решение ова што денеска и беше презентирано на македонската јавност. Ова е се само недостоинствено решение или како што веќе го нарековме капитулација. Благодарам. С оглед на фактот што имаат просто множество во парламентот и наредната недела, значи може да се ратификува овој договор, Затоа, ако внимателно ме слушавте, можевме да го слушнеме и дилемата, односно прашањето, која институција е надлежна за ваков тип на договори. Дали е надлежна владата или е надлежен претседателот на државата, да го потпишува и ратификува истој. Второ, сериозна дилема се отвара во фактот што овој меѓународен договор во себе предвидува промена на устав. А знаете вие дека секој оној договор, закон, кој што го тангира уставот, односно предвидува интервенции во истиот, не може да се носи со просто мнозинство, како вие што кажате. Така што, Зоран Заев ја лаже македонската јавност, но ја лаже и светската јавност. И не се срами од тоа. Ви благодарам на сите. Само уште едно прашање. Да. Со оглед дека ВМРО ДПМН е најголема опозиција, покрај политичките, дали ќе покрени правни мерки, со оглед на тоа дека според член 308 од Кривичниот закон, Зоран Заев го има прекршено во целост. ВМРО ДПМН е била, е и останува на браникот на Република Македонија. За сите чекори во иднина, јавноста благовремено ќе биде информирана. Ви благодарам на сите.